Почитувани, добре дојдовте во новото издание на подкастот Ваш педијатар, во кој континуирано обработуваме теми кои се однесуваат на нашето најголемо богатство децата, почнувајќи од најрана возраст па се до тинеџерските години. Се надевам дека како и досега ќе успееме да го задржиме вашето внимание, особено што овој пат имаме тема која ги засега сите оние кои имаат принова во домот. Ке разговараме за инфантилните колики, кои се чест проблем кај новороденчињата и доенчињата во првите месеци од животот. Интензивното плачење кое наведом се јавува без некоја очигледна причина, вознемиреност, свиткување на ноџињата кон стомачето, надуено стомаче, гасови, отежното празнење на дебелото црево се дел од сликата на стомачните грчеви колики, кои се присутни кај голем дел од бебињата. Она што е важно да се запомни е дека коликите се привремена состојба која повеќето деца ја надминуваат без никакви долгорочни проблеми. Впрочем, за сето ова многу повеќе има да ни каже нашиот денешен гостин, доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар, субспецијалист неонатолог, со кого ќе се обидеме да дадеме одговор на повеќе прашања. Докторе, добре дојдовте во подкастот Ваш педијатар, задоволство ни е да ви имаме овде. Благодарам. Провокација ми е еден збор што кажавте сега, кога рековте во до тинеџерските години. Тоа е една точка која се е надвор од колики. Слободно, тоа е една точка која што е многу интересна. Уствари, до која година педијатрите треба да ги гледаат пациентите, односно децата? До која? Па по големата дефиницијата, да не ја кажувам цела која е во основа педијатријата, завршува дека фактички со завршување на адолесценција. А адолесценцијата подразбира комплетно осамостојување на една личност, вклучително и финансиско самостојување. Тоа кај нас многу касно. Малку подолго. Во ред да се вратиме на темата. Колку често во вашата ординација доаѓаат родители и се жалат на овој проблем со своите дечиња? Па коликите се, тоа е еден дел од оние функционални гастроинтестинални состојби што ги викаме. Значи, кај младите деца, кај бебињата, кај доенчињата, се во суштина е многу чест проблем. Секој второ дете во основа има симптом колики. Може да има и други симптоми, како што е регургитација, односно враќање малце или блюцкање, што би рекле, нели, или поголемо враќање на млеко и констипација, односно состојби кои што најчесто се поврзани една со друга. И тоа е една во суштина најчестите причини за посета на педијатриските амбуланти. Колкава е преваленцата на колики? Па, кога гледате во апсолутна бројка, интересно е дека негде 67 до 68% од сите деца прават барем еден симптом од овие три, во смисол најчесто интестинални колики. Тоа значи малце и поише од секое второ дете. Додека со два симптома се некаде околу 45% од децата, од сите деца, а 15% со сите три симптоми. Така да, објективно тоа е многу чест проблем. Проблем кој што едноставно ги распаметува родителите од повеќе аспекти. Значи не се наспани, нели, имаат едноставно страв кај семејството, детето плаче. Неутешно плаче, тие епизоди се доста потресни. Родителите тоа добро го знаат. Да, одлично го знаат, да. Тоа се болки, едноставно болки, стомачни болки, кои детето плаче, се грчи, ги витка ноџињата, има гасови, нели? И тоа е состојба која што во основа ги тера родителите едноставно само да одат по амбуланти педијатриски да пробаат да го решат проблемот. Да бараат помош. Едноставно да бараат помош. Кога впрочем започнуваат, во кој период, кога го достигнуваат својот максимум и кога стигнуваат? Па, инфантилните колики најчесто почнуваат некаде после втората недела од раѓање, трета недела, и најчесто врвот го достигаат меѓу првиот и вториот месец и после третиот месец полека стивнува целиот тој проблем. Би требало да се изгуби. Нормално исклучок се не е секогаш, нема
правило дека третиот месец ќе завршат, нели? Меѓутоа има може и да останат понатаму со тоа што некогаш кај некои деца кои што имаат некои вродени пореметувања метаболички, да речеме, односно интолеранции кон некои компоненти на млекото, па да останат и тоа може да е некоја причина за интензивни колики, ама тоа е состојба која што е пратена и со проливи, проливасти столисти и така натаму. Се разликуваат малку целокупно овие симптоми. И само да се надополнам дека е тоа навистина голем проблем, например во некои земји тоа е, знаете, во западноевропските земји, во Соединетите американски држави све се рачуна на некој начин да кажам. Например во Велика Британија се трошат годишно околу 60 милиони фунти за лекување и посети педиатриски за деца со инфантилни колики. Во Соединетите американски држави иде и до 100 милиони долари годишно. Тоа се навистина и буџетски проблеми, да кажем. Успеа ли науката во последниве години да го најде одговорот на прашањето зошто се јавуваат инфантилните колики? Да, секако. Мислам, се насмеав затоа што кога нешто не знаеме, ние викаме па оваа состојба е мултифакторијална, нели? Кога немаме класичен одговор. Во основа повеќе фактори се причина за појава на интестинални колики, значи не е една. Значи има ке некои дечиња, например, пореметување на ниво на излачување на некои неуротрансмитери во црево, има инфламаторен процес во цревото, понатаму кај некои дечиња кои што имаат поинтензивни колики, има пореметување, генетско пореметување во кодирањето, едноставно да кажам, на рецепторите за болка во стомакот и тие многу полесно реагираат, но она што реално многу често се гледа и голем број студии покажуваат, тоа е дека и нарушувањето на цревната флора може да биде еден екстремно значаен фактор кој што може да влие во појавата на инфантилните колики. Така да има вистина повеќе фактори кои што влијаат и, впрочем, и заради тоа има и повеќе типови на препарати кои што се користат за смирување на самите колики. Постои ли разлика во интензитетот на стомачните грчеви меѓу бебиња кои се дојат и оние бебиња кои се на адаптирана вештачка формула? Па, генерално да. Апсолутно. Мислам, едноставно одговорот е тука многу едноставен. Прво и основно, прв совет дојте ги вашите деца, на сите мајки, тоа е многу важно, затоа што мајчиното млеко содржи пребиотици, значи мали јаглени хидрати кои помагаат да се развијат позитивните бактерии, но мајчиното млеко содржи и пробиотици, содржи живи микроорганизми кои што ја регулираат цревната флора. Значи, тоа е клучен фактор за да децата кои што дојат имаат помалце колики. Идеална храна за бебињата, впрочем. Не, апсолутно. Мислам, тука апсолутно никој нема дилема. Дефинитивно. Кои се последиците од нетретирани колики? Па, знаете, тоа е нетретирани колики е состојба на нарушување на психата на семејството. Тоа е клучот. На детето нема да му биде ништо посебно, значи ќе има тегоби, но во основа семејството ќе биде тоа кое што ќе страда, ќе пати и ќе оди по прегледи со бебето. Така, кои се општите препораки, стратегии за олеснување на болката предизвикана од стомачните грчеви кај бебињата кои треба да ги знаат родителите? Општи препораки, значи пред се коликите ги има откако постои планетава Земја, односно откако човекот е на планетава Земја. И ако вие погледнете малце во некое старо време, се користеле разни методи кои денеска се користат, од типот на затоплување на стомачето, нели, порано со пелени топли, денеска со термофори, од поставување на детето на стомаче кога е будно да лежи на стомаче, не да спие на стомак, до користење на други средства, користење, например, на некои чаеви кои што може да помогнат, сите се тие на база на анасон, значи сите чаеви кои што може да доведат до лесно смирување на стомачните колики се чаеви, до користење на некои лекови или медикаменти и користење на пробиотици кои што може да ја регулираат цревната флора и да помогнат во смирувањето на колики. А каква е поконкретно улогата на пробиотиците во третманот на инфантилни колики?
Па, кога збориме за пробиотиците, тоа веројатно, знаете како, кога ќе се најдете во апотека и кога ќе ги видите колку пробиотици имате, нели, едноставно ќе се распаметите, не знаете што да земете. Меѓутоа, по принцип, секогаш треба да се бараат и да се користат оние пробиотици кои имаат високо специфично дејство. Значи, не оние кои што имаат сите функции повеќе, имаат специфични пробиотици кои што имаат специфични функции и кои што помагаат во, прво и основно, во регулирање на самата цревна флора, од една страна, од друга страна, регулирање на движењето на храната. Например, Lactobacillus reuteri protectis е според препораките на ЕБСГАН, на Европското здружение за педиатриска гастроентерологија и нутриција, единствен пробиотик кој што во доменот на инфантилните колики покажува екстремно добри резултати во смирување на коликите, затоа што го намалува процесот на инфламација, на воспалителна реакција на ниво на црево, помага во ослободување на гама-аминобутерна киселина, која што е, нели, трансмитер, невротрансмитер и, нели, пренос до она што го велат во англосаксонската литература gut-brain axis, значи линијата стомак-мозок, помагаат во успорување на движењето на храната во тенкото црево, а убрзување на храната во дебелото црево. Така да, кога ќе каже некој, значи тоа треба со родителите доста да се разговара во тој дел, кога ќе каже некој, бе, дете му бие пробиотик, има запек. Не, пробиотикот, добрите пробиотици, овие позитивни пробиотици во основа не водат до запек, него ја омекнуваат столицата. Треба да помогнат. Да, во суштина да помага. И едноставно ја смирува таа така наречена висцерална болка, особено Lactobacillus reuteri protectis. Токму Lactobacillus reuteri protectis е еден од најистражуваните, најпроучувани соеви за инфантилни колики кај доенчињата. И веројатно токму тоа треба да биде една од причините родителите што треба да ја знаат кога прават избор на пробиотик за своето дете. Зошто е битно што побрзо да се дозира биогаја кај новороденчињата? Знаете, кога збориме за користењето на пробиотици, тука има неколку работи кои што треба да се имаат во предвид. Значи, едно е да дадеме за инфантилни колики. Нели, за смирување на стомачни грчеви, тоа е тука, тој пробиотик се има покажано како екстремно ефикасен и добар. На крај на денот, дури и детето да има поголема количина на лактоза, пошто млекото содржи лактоза, нема доволна количина на лактаза ензим, да речеме, дури овој пробиотик, Lactobacillus reuteri protectis, има особина да метаболира дел од тој шекер, а да го претвори во кратколанчени масни киселини. И една од компонентите која што може да е причина за инфантилни колики, значи вишокот на лактоза, да го смири. Од друга страна, треба да се почне кај децата, особено, значи, ако го даваме за инфантилни колики, кога ќе почнат, но ако се работи за дете кој е родено со царски рез, треба да се почне негде 8-9 ден, за да се помогне во регулација на цревната флора. Кои се останатите предности на Lactobacillus reuteri protectis во однос на останатите пробиотици? Тоа е интересно прашање. Кога збориме, знаете, изборот на користењето на пробиотиците, секогаш треба да знаете зошто го користите. Значи, денеска колегите викаат, абе не може да помогнат пробиотиците за се, и за реуматоиден артрит, и за гастрит, и за ова и за она. Тоа е точно. Меѓутоа, високо специфичните соеви на лактобацилуси, па и на бифидобактериуми, помагаат во одредени ситуации каде што треба да постигнеме одреден ефект. Значи, Lactobacillus reuteri protectis, ако го дадете кај инфантилни колики, он ќе ја смали инфламацијата во цревото, ќе обезбеди добар транзит на храна, односно метаболираното млеко, ќе ја смали болката заради ефектите врз рецепторите за болка на цревото, ќе го стимулира создавањето на други позитивни микроорганизми, односно лактобацилуси и бифидобактериуми, а ќе го намали
присуството на тие патогени, како што се Yersinia, Clostridium, Pseudomonas, Staphylococcus и така натаму, кои што се докажано многу повеќе присутни кај деца кои што имаат инфантилни колики. Значи, едноставно, ќе направи регулација да предоминираат добрите, да ги кажам, позитивните бактерии, визави овие кои што може да бидат една од клучните причини за појава на инфантилните колики. Ви благодарам што вака убаво објаснивте и родителите можат да разберат кој пробиотик треба да го одберат кога станува збор конкретно за дејство врз инфантилните колики. За крај на овој подкаст би сакала да упатиме една смирувачка порака до родителите кои имаат принова, да имаат предвид дека коликите кај бебињата не се болест, туку се состојба која што поминува. Исто така подеднакво важно е, како и за секој друг проблем, така и за стомачните грчеви, да се консултираат со педијатар и да не преземаат ништо на своја рака. Дали би имале уште нешто да додадете? Да, сам апсолутно. Пред се сакам да се смират родителите, значи да знаат дека плачењето е сосема нормално и дека не треба да не му дозволат на бебето да плаче. Знаете, ние сите трчаат родителите, ми плаче бебето и сите нешто околу него трчаат да престане да плаче. Тоа, знаете, во педијатријата има повеќе од 60 типови на плач. Значи, тоа треба да научат родителите, меѓу другото, не сите 60, нормално, али плач кој што е за храна и плач за цицање и плач кој што е од инфантилните колики. Пред да не се плашат со родителите, да не користат се и се што, да не користат непотребно непроверени работи, едноставно да се држиме до медицината базирана на докази. На крај на денот, студиите покажале дека ако вие го дадете за инфантилни колики Lactobacillus reuteri protectis, за негде 75% се намалува потребата од користење на некои други препарати, дури симетикон, например, за 75% негде, а дури за 93% на циметропиум бромид. Така да, едноставно, зашто да не пробате со нешто што е добро, природно и може да помогне? Апсолутно. Ви благодарам за овие смирувачки тонови, ви благодарам за вашето гостување. Благодарам.